Почитувани граѓани, почитувани новинари. Согласно врвните стратешки приоритети на Македонија, членството во НАТО и Европската Унија, Владата на Република Македонија достави предлог до Собранието за уставни измени, кои што се еден од последните чекори од Преспанскиот договор. Предлог уставните измени се јавно објавени и се достапни до целата македонска јавност. Секој пратеник, секој граѓанин може да ги погледне, да ги прочита и да се увери во вистината. Со предлог измените, почитувани присутни, почитувани граѓани, се потврдува се она што го говоревме во изминатиот период. Идентитетот, јазикот, македонската посебност се трајно заштитени и комплетно загарантирани. Паѓаат во вода сите лажни вести, сите измислени конструкции за наводното загрозување на македонскиот идентитет, македонскиот јазик и македонската историја. Се гледа јасно, почитувани присутни, дека од измените ништо не се губи, напротив се добива. Се обезбедува иднина на Република Македонија во НАТО и Европската Унија со зајакнат идентитет, кој конечно станува признат од целиот свет. Со измените децидно се повикуваме на конкретни документи и конститутивните одлуки на АСНОМ, преку што се потврдува и зацврстува историскиот континуитет на македонската државност. Се обезбедува подцврста гаранција на границите и територијалниот интегритет. Се обезбедува грижа за македонците и иселениците од Македонија во странство, согласно меѓународните стандарди, без да се мешаме во внатрешноста на било која друга држава. Почитувани, апелирам до сите пратеници, до сите мои колеги, вклучително и они од ВМРО ДПМНЕ, добро да ги погледнат предлог измените кои што се сега во Собранието на Република Македонија и да се уверат во вистината. Време е сите пратеници кои што се за НАТО и Европската Унија заеднички да преземат одговорност, обврска во име на граѓаните кои што ги избрале, да ги поддржат процесите во Собранието и уставните измени да бидат спроведени. Ги повикувам пратениците и апелирам до истите од ВМРО ДПМНЕ да не подлегнуваат на какви било закани или притисоци, да гласаат согласно сопственото убедување и согласно мнозинската волја на граѓаните на Република Македонија. Огромното мнозинство граѓани одлучија дека сакаат да ја видат Република Македонија во НАТО и Европската Унија. Ајде, почитувани, сите заедно, да ја следиме мнозинската волја на граѓаните, да ја преземиме нашата историска одговорност и должност и да обезбедиме иднина на Македонија и незините граѓани во НАТО и Европската Унија.